Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе ги обработиме главите 6 и 7 од книгата Повторени закони. Две исклучително важни теми во оваа книга се љубовта и послушноста. Всушност, и не знам дали станува збор за две теми или пак за една целина. Во оваа книга ни се запишани зборовите кои Мојсе им ги кажа на израелците пред да влезат во ветената земја. Додека се наоѓаа на источната граница од таа земја, тој им ги повтори Божите закони, со цел народот да знае што се бара и очекува од нив додека ја освојуваат и откако ќе населат земјата. Во суштина, Мојсе го потсети народот дека како резултат на Божјата љубов искажана кон нив, тие треба да му ја возвратат љубовта на Бог така што ќе ги пазат неговите заповеди. Ако го направа тоа, ним ќе им биде добро во земјата, а и ќе бидат добро сведоштво за околните народи. Љубовта и послушноста како целина се јавуваат и во Новиот Завет. Во Евангелие според Јован, глава 14, стих 15, Господ Исус вели: „Ако ме сакате, пазете ги моите заповеди“. Со други зборови, тоа значи дека никој нема право да тврди дека го сака Господ ако при тоа не се води според неговите зборови кои ни се дадени во писмото. Забележете што вели Мојсей во глава 7 стих 9. „И така, знај дека Господ, твојот Бог, е Бог верен, кој го пази заветот и има милост кон оние што го сакаат и ги извршуваат заповедите негови до 1000 поколенија“. Ете, така Бог се однесува кон оние поединци, групи на луѓе и народи кои го сакаат и ги извршуваат неговите заповеди. Тој е верен кон нив и има милост. Всушност, би одел чекор понатаму и би рекол дека Бог беше верен и милостив кон израелците, дури и кога тие не ги почитуваа неговите заповеди. Но, како што можете да забележите од стихот кој го прочитавме, љубовта кон Бог и послушноста кон неговите заповеди се тесно поврзани и во нераскинлива врска. Да почнеме со читање на глава 6, стихови 1 и 2. „Ова се заповедите, наредбите и законите, на кои заповеда Господ, Бог ваш, да ве научам, како да постапувате во онаа земја во која одите да ја наследите. Да се плашиш од Господ, твојот Бог, и сите негови наредби и заповеди негови, што ти ги кажувам, да ги пазиш ти и синовите твои, и внуците твои во сите денови на животот твој, за да живееш долго“. Во овие стихови гледаме колку голем нагласок се става на послушноста. Тоа е клучната порака и за сите нас денес, да ги живееме и почитуваме сите Божи заповеди. Всушност, ако ја погледнеме подлабоко оваа вистина, ќе увидиме дека во светот постојат само две групи на луѓе: оние кои искрено го сакат Бога и оние кои му се противат. Бог ова многу јасно го изразува малку порано, во глава 5. Таму се вели: „О, кога би имале такво срце да се плашат од мене и секогаш да ги пазат сите мои заповеди, за да им биде добро ним и на нивните деца за секогаш“. Тоа е запишано во глава 5, стих 29. Подоцна, тоа беше истото она за што Господ ги прекори луѓето, велејќи дека тие го почитуваат само со устните, додека нивното срце е далеку од него. Се сеќавате ли што му рече пророкот Самуил на царот Саул? Во прва книга Самуилова, глава 15, стих 22, тој вели: „Послушноста е подобра од жртвата и покорувањето подобро отколку овнешкото месо“. А Исус, кога го повика Петар да му служи, најпрво го праша: „Симоне, ме сакаш ли?“ Евангелие според Јован, глава 21, стих 16. Се започнува од љубовта во срцето. Стих 3. „И така, чуј Израеле и потруди се да го исполнуваш тоа, за да ти биде добро и да се намножите многу, како што Господ, Бог на татковците ваши, им беше рекол дека тебе ќе ти даде земја каде што тече мед и млеко“.
Бог е директен со народот и му вели: сакате ли да ви биде добро во земјата која ќе ја населите? Едноставно е, пазете ги моите заповеди и ќе ви биде добро. Тоа значи дека ако не ги пазат неговите заповеди, во таа земја во која ќе влезат и ќе ја населат, нема да им биде добро. Изборот е нивни, изборот е и наш денес. Ако сакаме да живееме благословен живот, треба да ги пазиме Божите заповеди. Ако се водиме според своја интуиција и чувства или според стандардите на светот, ние немаме право да се жалиме и да велиме дека Божјата благонаклоност не е врз нас. Сега доаѓаме до еден текст кој според многу теолози ги содржи најважните зборови запишани во Стариот Завет. Стих 4. Послушај, Израеле, Господ, нашиот Бог, е единствен Господ. Ова е исклучително важна изјава. Погледнете ја само за момент. Зборот Господ овде го означува името Јахве, а зборот Бог е превод од еврејскиот збор Елохим. Во тоа време израелците живееа во свет исполнет со идолопоклонство и политеизам, односно околните народи обожаваа многу богови. Пораката што израелскиот народ требало да му ја пренесе на светот била порака за единството на Бог, а тоа е дека Бог е еден. Јахве, нашиот Елохим е еден. Стих 5. Сакај го Господа, твојот Бог, од се срце, со сета душа твоја и со сите сили твои. А во книгата Левитска на израелците им е кажано да го сакаат и својот ближен. Во Евангелие според Марко глава 12, Господ Исус ги зеде овие две заповеди и кажа дека тие се најважните заповеди дадени во писмото. Прашањето за нас денес е: дали и колку ги исполнуваме овие заповеди? Дали навистина го сакаме Господ од се срце, со сета душа и со сите сили? Односно, дали го сакаме Бог со целото наше битие? Дали го сакаме и ближниот како самите себе? Ако бидеме искрени, мислам сите ќе признаеме дека тоа не е така. Има моменти во животот кога сакаме некој друг или нешто друго повеќе од Бог. Има моменти во животот кога себе си се сакаме, а ближниот го игнорираме. Или како можеме да кажеме дека го сакаме Господ, а при тоа да не го сакаме својот ближен? Библиски гледано, тоа е невозможно. И самиот апостол Јован во едно од неговите посланија не подсетува дека не можеме да го сакаме Бог, ако при тоа не го сакаме ближниот. Затоа, во светло на овие стихови, верувам дека треба да се молиме и да бараме од Бог да ни ја разгори љубовта и кон Него, но и кон луѓето околу нас. Стих 6. Овие зборови што ти ги заповедам денес, да бидат во твоето срце. Во Псалм 119 стих 11, псалмистот вели дека ги сокрил Божите зборови во своето срце, за да не греши против Бог. Тоа е местото каде треба да ги чуваме Божите зборови, во нашите срца. А тоа можеме да го направиме доколку го читаме Светото Писмо и се повеќе се запознаваме со неговата порака. Но, тука сакам да нагласам дека поентата на овој стих не е да ни каже дека ние треба само напамет да учиме стихови од Писмото, туку Божите зборови да бидат движечката сила во нашите животи. Стихови 7 до 9. И пренесуваем ги на децата своји и зборувај за нив, кога седиш дома и кога си на пат, кога си легнуваш и кога стануваш, и врзи ги на раката своја како знак, и нека ти бидат ознака над очите твои, и напишете ги врз надвратникот од вашите куќи и на вашите градски порти. Всушност, тоа што Господ сакаше да им го каже на израелците преку овие стихови е дека треба да се осигураат неговите зборови да бидат суштински дел од нивното секојдневие. Поентата беше дека Божиот збор треба постојано да биде пред нивните очи. Патем, верувам забележавте како во стих 7 Бог вели дека израелците треба да ги поучуваат овие зборови на следните генерации. Ова е многу важен аспект кој за жал денес се повеќе се запоставува. Кога последен пат сте виделе родители
кои редовно ги поучуваат своите деца на вистините запишани во Светото писмо. Таквата појава е се поретка. Една од причините за тоа е фактот што и самите родители денес не го познаваат писмото, а како тогаш може да поучуваат нешто што самите тие не го знаат. Ми се чини дека денес родителите христијани повеќе сакаат нивните деца да напредуваат во познавањето на така наречените секуларни науки, отколку во познавањето на Божјото откровение. На просечниот родител христијанин му е поважно неговото дете да биде успешно според стандардите на светот, отколку да биде посветено на Господ. Стих 13. Плаши се од Господ, твојот Бог, и само нему служи му, и во негово име колни се. Ова е запишано и во Евангелие според Матеј, глава 4, стих 10, и Евангелие според Лука, глава 4, стих 8. Продолжуваме со читање. Стих 16. Не искушувајте го Господа, вашиот Бог, како што го искушувавте во Маса. Овие зборови се повторени и во Евангелие според Матеј, глава 4, стих 7 и Евангелие според Лука, глава 4, стих 12. Тоа се текстови во кои читаме како Господ се соочуваше со искушенијата на сатаната. Стих 23. И нас не изведе оттаму, за да не воведе во оваа земја, за која им се заколнал на нашите предци дека ќе ни ја даде. Мојсеј повторно ги враќа израелците назад во минатото, подсетувајќи ги дека Бог е главната и единствена причина поради која тие излегоа од робството во Египет и моментално се наоѓаа на границите од ветената земја. Верувам ќе се сетите на тој дел од нивната историја. Откако неколку векови беа робови во Египет, Бог под водството на Мојсеј преку многу знаци и чудеса ги изведе израелците од Египет. При тоа, тие со ништо не придонесоа за тоа нивно избавување. Тој момент од Стариот Завет е предслика за спасението во Новиот Завет кое ни е достапно преку вера во Христос. Египет е слика на нашето робство кон гревот, како што Бог ги избави израелците, без тие да го заслужат тоа, така и нас Бог не избавува од робството на гревот без наши заслуги, туку само поради својата љубов и благодат. Како што Божјата цел беше израелците да стигнат во ветената земја, така и Божјата цел за нас е да стигнеме во ветеното вечно блаженство кое го има подготвено за секој негов син и ќерка. Во целиот тој процес, ние со ниту едно наше дело не можеме да ги заслужиме сите овие благослови. На нас останува само да му веруваме и да бидеме послушни на неговите зборови кои ни се дадени во Светото писмо. Сега доаѓаме до глава 7. Ќе го прочитаме вториот стих. И кога ќе ти ги предаде Господ, твојот Бог, во рацете твои, и ти ќе ги разбиеш, тогаш предај ги на проклетство, не прави со нив сојуз и немој да ги поштедуваш. Ова беше важно предупредување за израелците пред да влезат во ветената земја. Мојсеј им кажа дека кога ќе почнат да ја освојуваат таа земја, израелците треба да ги истребат тамошните народи и во ниту еден случај да не склучуваат сојузи со нив. Верувам дека за некој од вас ова може да звучи многу строго, но во таа ситуација Бог преку израелците го донесе својот свет и праведен суд врз тие народи бидејќи беа грешни. Стихови 4 и 5. И не се ородувај со нив, ќерката своја не ја давај на синот негов, и ќерката негова не ја земај за синот твој, зашто тие ќе ги одвратат синовите твои од мене, за да им служат на други богови. Тогаш ќе се разгори врз вас гневот на Господ и тој ќе ве истреби. Ова е јасна забрана за мешани бракови. Господ им кажа на израелците дека не им е дозволено да склучуваат бракови со народите кои живеат во таа земја. Причината е доста едноставна и практична. Ако склопуваат бракови со многобожците, само прашање на време е кога израелците ќе почнат да им се поклонуваат на локалните лажни божества.
А токму тоа го направија израелците кога влегоа во ветената земја. Ги поштедија тамошните народи, со тек на време се ородија со нив и тоа беше една од главните причини за нивното духовно отпадништво. Стихови 7 до 9. Не затоа што сте побројни од сите народи ве прими Господ и ве избра, бидејќи вие сте помалу бројни од сите народи, туку затоа што Господ ве засака и ја одржи клетвата, со која тој се беше заколнал на предците ваши, и ве изведе Господ со незапирлива сила, ве ослободи од домот на робството, од раката на фараонот египетскиот цар. И така, знај дека Господ, твојот Бог, е Бог верен, кој го пази заветот и има милост кон оние кои го сакаат и ги извршуваат заповедите негови до 1000 поколенија. Господ им вели: немојте да мислите дека самите вие сте силни, бевте и ќе бидете силни поради мене, затоа што јас сум на ваша страна. И тоа ќе остане така се додека ми верувате и ги пазите моите заповеди. Стих 18. Не плаши се од нив, спомни си што направи Господ твојот Бог со фараонот и со целиот Египет. Господ им вели: сетете се што направив досега за вас и како ве избавив. Ќе сватите дека нема потреба да се плашите од луѓето кои живеат во земјата која ви ја давам. Стихови 22 и 23. И Господ, твојот Бог, ќе ги прогонува од пред тебе тие народи малку по малку. Ти не можеш брзо да ги истребиш, за да не се намножат против тебе дивите зверови, но ќе ти ги предава Господ, твојот Бог, во рацете твои и ќе ги уплаши и тие ќе загинат. Токму тоа и се случи. Дел од тие народи кои живеа во таа земја беа убиени и изгонети. Ова е доста чувствителна тема. Некој можеби ќе праша: зошто? Зарем не заслужија тие луѓе шанса да живеат? Сакам само да нагласам дека тука не станува збор за народи кои беа морално добри. Уште во книгата Создавање, глава 15, стих 16, Бог му кажа на Авраам дека станува збор за народи чии беззаконија ќе се намножат. Тоа беа пагани кои правеа грозоморни дела, меѓу кои и жртвување на деца во чест на лажни богови. Господ им даде доволно време да се покајат, но тие не сакаа, и затоа влегувањето на израелците во ветената земја и истерувањето на тие народи беше еден вид на Божји суд за нив. Тие имаа шанса да поверуваат во Господ и да престанат да прават гревови, но не ја искористија. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.